без оглед на која од страните повеќе натежнуваат. Сепак еден од аргументите кој додава на тасот на она за нивно одолговлекување дефинитивно се реферира на неточниот податок за очекуваната рефлексија која изборите би ја имале врз општата здравствена слика на нацијата. Како ќе спречите, јас се прашувам, во земја во која некои живеат и од тоа им зависи обстанокот, која партија ќе победи, дали и работното место се, и спречите кога ќе ги чујат резултати да не се гушкаат. Таа преградка веројатно и не е толку долготрајна, бидејќи наспроти очекувањата не завршува како љубовна романса, туку во финишот ќе биде подведена како неверство на кое претходните партнерите со искуство, со задоволство ќе му се подсмеваат. Мора да е прилично непријатно да сте пратени кој што го гласал Џафери да биде претседател на собранието во една контроверзна седница, а сега да не добиете ниту усмен одговор на поднесена иницијатива. И навистина ми е жал за тие поранешни колеги кои што се доведува во ваква ситуација. Веројатно такво чувство имаат и кумановци. Тие сега веројатно не ни може да се свестат каков драматичен пресврт прави нивниот кмет, кој не само што ја менува политичката, туку ја трансформира и својата идентитетска филозофија. И покрај тоа што до неодамна тврдеше дека гранките, кои сега ги калеми, наместо да цутат, го сушат дури и коренот. Тоа значи да ги релаксираме односите со сите наши соседи, вклучувајќи и Грција. Антиквизацијата не врати многу чекори назад. Дека ВМРО ДПМН се тоа поинаку може да опротолкува. Стравувањето од различно толкување се минато. Исто како и символите со кои приватно може да се гради емотивна релација, но според меѓународна спогодба која обврзува, тие не може да бидат институционално руво. Сепак изборот за тоа кој ќе ги менува и каква ќе биде нивната функционалност го покажува екстремно високото отсуство на разум и паралелно со него е израз на типичниот паланечки вкус. На ниедно знаме, па макар и на еден ваков символ, не му доликува да биде ставен на земја и да биде газен. На оваа локација ќе го поставиме општинскиот грб, кој што е одличие на оваа институција, на овој град, на граѓаните, кој што впрочем го носи и ги носи контурите на заштитникот на градот Свети Јоаќим Осоговски. Заштитниците пак од државниот недомакинлук изгледа дека пред да се отворат, задолжително мора внатре да затворат дел од своите прилично отворени усти, кои не само што ги користеле, туку и дополнително, користејќи законски дупки, се обидуваат да стасаат до плюс парични привилегии, и тоа лично за себе. Во овие моменти народот од власта очекува скромност, а не раскалашеност и јаздисаност. Со судска одлука некогашните членови на управниот одбор на ИСЕР му ставија голем камен на грбот. Од сметката на предпријатието треба да се исплатат 1,6 милиони денари за паушали, кои во 2014 година тогашните членови сами си ги изгласале без за тоа да има одлука на Советот. Ова е само еден од низата примери на луксузирање додека народот гладува. И на крајот, кога се даваат цврсти гаранции дека гладта за правда конечно ќе биде задоволена, без никакво мешање во процеси и во истраги. Ние сме политичари и кога ние директно би се замешале во целата таа работа, тоа би значило дека не сме поразлични ништо од овие претходни. Дури си дозволив да разговарам со едно од одговорните лица, да побарам што е можно побрзо да се истражи тој случај. Разлики очигледно ќе постојат, ама не затоа што ќе исчезнат таквите кои ќе пробуваат да си дозволуваат, туку затоа што секогаш ќе ги има оние кои тоа ќе го дозволуваат.